Ако земе предвид случувањата моментални во државата, овој 8 март го очекуваме како празник во кој што не треба славење, туку треба борба, а собранието е институцијата која што треба да ја предводи таа борба. Ако сите заедно констатираме дека имаме системски пропусти, ако системот затаил, ако институциите не се функционални заради тоа што партизацијата или корупцијата се дел од нивното функционирање, тогаш огромна е улогата на парламентот и уште поголема е одговорноста. Затоа што системот се менува ако сакате да го промените, ако за тоа постои политичка волја и на крајот ако направите и легислативна промена. Факт е дека македонското општество не може да се менува само со менување на законите. Македонското општество треба да се промени со една клучна реформа, а тоа е реформа на умот на секој еден од нас. Да посакаме да имаме поинакво општество во кое што живееме, да посакаме општество во кое што сите ќе се почитуваме, да посакаме општество во кое што насилството, а посебно насилството врз жените, девојчињата, нема да биде изразено на начин на кој што се изразува денеска. Така да, овој 8 март треба да биде повик да ја прифатиме одговорноста сите ние и како дел од луѓето кои што имаат одговорност да ги започнат промените заеднички со граѓаните.